Почитувани, добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е претседателката на Антикорупцијската комисија, госпоѓа Билјана Ивановска. Госпоѓа Ивановска, Антикорупцијската комисија достави до Собранието национална стратегија за борба против корупција во која што се детално посочени системските слабости. Но стратегијата е заглавена во Собранието веќе неколку месеци. Дали тоа значи дека претениците не покажуваат доволно политичка волја за справување со системските слабости кои што на секоја власт и овозможуваат одредени коруптивни действија? Не би можела да речам дека пратениците немаат интерес, затоа што еве на комисиската расправа помина и тоа се отвори одлична дебата. Имаше многу добри предлози и коментари поврзани со стратегијата, дводневна дебата. Значи, ние бевме задоволни од сето тоа што беше кажано и ни беше укажано дека националната стратегија ќе се прифати онака како што ние сме ја предложиле, меѓутоа сите забелешки од страна на пратениците кои што не беа спротивни на тоа што беше напишано, меѓутоа имаше идеи за продлабочување понатаму, значи стенографските белешки ќе ни бидат дадени понатаму во прилог со стратегијата. Она што тогаш ни беше кажано дека некаде до 15 март се претпоставуваше дека ќе има пленарна седница за усвојување на националната стратегија, но фактичка ситуација која сведоци сме дека собранието е нефункционално. Ја не сум видела дека они се собираат, дека направиле пленарна седница. Предпоставувам дека кога ќе свикаат првата пленарна седница, можеби ќе биде ставена и националната стратегија на дневен. Мислам дека е ставена на дневен ред, односно на расправа да се стави. Една од најактуелните афери деновиве е поврзана со поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Дали некој од институциите од кои што побаравте документи и информации се одважи брзо да ви одговори на вашите барања? Значи, до сега немаме одговори. Ние ги испративме нашите барања некаде крајот на минатата недела и понеделник, значи почетокот на оваа недела, што значи, претпоставувам, имаат законски рок од 15 дена, претпоставувам дека ќе си го почитуваат тој законски рок, дека нема да го надминат тој законски рок, меѓутоа некакви брзи одговори не сме добили. За Рашковски Антикорупцијската комисија до сега отвори најмалку 3 предмети. Последниот е овој за софтверот кој што генералниот секретаријат го набавил за МВР, а МВР не го користи. Претходно отворивте еден предмет кој што се однесува на исплата на државни пари на невладини организации за време на предизборна кампања по пријава од опозицијата, како и еден за набавката на радарските системи од италијанската фирма Леонардо. Што се случи со овие два предмети? До каде е постапката за нив? Првиот предмет што го кажавте за исплата на граѓанските здруженија, значи тоа не е предмет отворен за Рашковски, него тоа беше пријава од организатор на политичка кампања, односно од ВМРО-ДПМН, дека се исплатени буџетски средства во текот на изборниот процес, на изборната кампања, што е спротивно на изборниот законник, и ние таа пријава ја прифативме, значи донесовме одлука за прифаќање. Зошто? Заради тоа што исплатата беше направена на 1 јули, а претходно беше склучен договор на некој си 15-16, отприлика тука некаде јуни, половина на месец јуни. Рокот за исплата беше 30 дена, значи не укажуваше на никаква итност дека мора на 1 јули да се исплатат средствата. Тоа беше едно, а второ, не стануваше збор за некакви редовни субвенции или не знам, и одливи од буџет кои што се прават во текот на изборна кампања, значи тој ризик го тргнавме на страна, што значи постоеше сомнеш дека се врши на некој начин подкуп на гласачите и затоа ние го прифативме овој приговор. Меѓутоа, истиот беше отфрлен од страна на управниот суд, значи бидејќи генералниот секретаријат си поднесе тужба според нашиот закон, како што е редот, си поднесе тужба до управниот суд и управниот суд на отворена седница, ние бевме присутни, не ги прифати нашите аргументи, туку ја отфрли нашата одлука. А за предметот Леонардо до каде? Во однос на Леонардо, да, отворивме, меѓутоа, знаете, тој е малце покомплексен предмет.
ние го отворивме и од аспект на јавната набавка, на целата постапка за јавна набавка, за избор на Леонардо како оператор од кој што требаше се набави таа опрема, и тука тој е малце по-обемен процес и тој процес е завршен. Сега вториот процес од времето кога Рашковски се вклучува и зошто се вклучува и зошто се одолговлекува времето на склучување на договорот, иако се склучува ист договор како и претходно што се сакало да се склучи, уште остануваат некои ситни детали, да речам уште 5 до 10% од целата обработка на предметот, меѓутоа и тоа брзо ќе се заврши, така што ќе се објават резултатите во однос на тој предмет. И какви се сомнежите во овој предмет? Па ја ви кажав, договорот останал ист, освен што времето за повлекување на траншите е надминато. А за надминување на времето, за ненавремено повлекување на траншите се плаќаат многу високи камати. Во изминатава година беа отворени многу предмети за сомнежи за корупција, но јавноста за нив досега не вида никакво обвинение. Зошто? Какви се одговорите од обвинителството кон вас во однос на вашите предмети и пријави кои што ги доставувате до нив? Добиваме одговори за отфрлање на нашите иницијативи. Значи, ние до обвинителството имаме доставено иницијативи за утврдување со основано сомнение за кривична одговорност. Така ни се викаат по закон. Сега имаме уште една, ни стои тамо, иницијатива, таа се однесува за јавните набавки во Државната изборна комисија за печатање на изборниот материјал. Таа уште не ни ја вратиле. Инаку, еве, например, зашто ни вратиле? Ни вратиле за градоначалникот на општина Прилеп. Ние имавме иницијатива за утврдување на кривична одговорност, односно за злоупотреба на позицијата, бидејќи имаше вработено блиско лице. Јавното обвинителство утврди дека тоа треба да се отфрли. Понатаму ни отфрлија иницијативата што се однесуваше за ректорот, со образложение дека врз основа на вербалните докази и факти, и претходните ректори така правеле, и они не утврдуваат одговорност кај овој ректор, иако очигледно е кршењето на законот за високо образование. Ние отфрлија иницијативата за матка со образложение дека наводно градоначалникот постапил по насоките на управниот инспекторат и дал одговор за неприфаќање на барањето за легализација, на платформите во матка. Добро. Ако е така, тогаш јас се прашувам зошто платформите се уште стојат. Според нас, ние иницијативата ја поднесовме заради тоа што градоначалникот со своето неодговарање му овозможил на лицето обезбедување на материјална корист и се уште му овозможува. На што се должи тоа? Имате некаков проблем со комуникацијата со обвинителството или станува збор за нешто друго? Па тоа се должи на нивната, да речам, нивниот начин на професионално одговарање. Значи, они така просудуваат, сметаат дека нема тука простор за јавно обвинителска одлука. Значи, си имаат едноставно друг аршин, не знам како да објаснам. Спомнавте дека обвинителството вие одби и пријавата за поранешниот градоначалник на Сарај и за дивите платформи на матка. Како вие оценувате состојбата? Каде застајува системот ако имаме предвид дека дивите платформи и натаму постојат? Дали можеби градежниот инспекторат би требало да се вмеша? Така, меѓутоа, еве, за да настапи државниот градежен инспекторат, треба градоначалникот да побара помош од него, така е правилото. Да побара помош дека он не може да се справи со состојбата и бара помош од државата. Меѓутоа, зошто државата не излегува? Мислам дека кога се сака се може. Таму се повеќе институции може да настапат во матка. Таму имаме чамци што пловат, каде Министерството за транспорт и врски им издало и одобрение да пловат. Ако не им издал, зошто дозволува да пловат? Значи, не е дека не може. Каде е Министерството за животна средина? Требаше да има направено закон за споменици на природата, каде што спаѓа и тој кањон Матка, во тој дел, уште во јуни 2019. Еве сега сме март 2021. Каде е законот? Да се уредат работите за тоа подрачје конкретно. Значи, не дека не може, се сака или не се сака е прашањето. Плацот спроти Holiday Inn, каде што треба да никнат 60 катници и градинка под земја,
е на чекор до шанса за реализација поради укинувањето на мораториумот во општина Центар. Дали постои ризик за висока корупција во оваа ситуација? До неодамна Уставниот суд не објавуваше одлуката зошто е укинат мораториумот. Ја објави одлуката и во одлуката стои дека општината нема надлежност да донесува одлуки за неспроведување на плановите. Што по мене, не знам, не држи вода, заради тоа што, еве, да речеме, темелните вредности, вика, на уставниот поредок во нашава држава, меѓу другото се, и вика, во Република Македонија слободно е се што во уставот и со закон не е забрането. Во законот за локална самоуправа тоа не е забрането да донесува одлуки за неспроведување. И мислам, тоа е лично мислење мое, дека има високи ризици од корупција во целиот процес. И во процесот на откупување на земјиштето, во окрупнување, заради тоа што имаме одговор од државниот правобранител дека нема правни пречки да се продаде тој простор, а од друга страна планот е под одлука за неспроведување, така наречен мораториум. Значи, како може да се продава нешто кога се рекло чекај да видиме што ќе правиме таму, дали ќе го штитиме јавниот интерес или ќе го продаваме на приватен газда. Значи, уште во самиот процес на продажба. Понатаму, тамо, знаете, се уште не беше завршен процес на денационализација на тој простор. Од една страна, семејството чека да се заврши процесот на денационализација, од друга страна, веќе му го продале земјиштето и го обештетуваат со некаква минимална цена. И тоа е сомнително. Исто така беше сомнително кој го изготвуваше повторно планот, кој го ревидираше планот. Тоа беше истата компанија што го нацртала во 2012 година. Ако тогаш го нацртала како што не треба, која е довербата сега да и се даде и плюс по 1 денар метар квадратен го планираше тој простор? И дотолку повеќе што, нели, ние го работевме тој предмет и укажавме на тие ризици од корупција и комисијата што општината ја формирала, нели, за да укаже каде треба и што треба да се менува во планот, имала свои забелешки на планерската куќа. Планерската куќа воопшто тие не ги земала во предвид. Меѓутоа, договорот со таа планерска куќа неодамна се раскина, зашто со време не се раскина. Значи, дуповите, тој дуп не е усогласен со ГУП-от, тоа е законска обврска деталниот урбанистички план да биде усогласен со генералниот. А еве пак да се повикаме на уставот, која е темелната вредност? Вика, уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредување на животната средина на природата и почитување на општо прифатените норми на меѓународното право. Значи, ова ни е темелна вредност во уставот. Дали ние со вакви планови ја почитуваме оваа темелна вредност во уставот? Сега, на сето ова, дали Уставниот суд треба да го почитува уставот и овие темелни вредности што се напишани тука и требаше да донесе таква одлука за поништување на мораториумот. Односно да каже дека општината не била надлежна да носи одлуки за неспроведување, а тука вика се што со закон не е забрането може да се прави. Мислам, сето тоа остава простор за сомнеши. Ви благодарам за разговорот. Молам. Вам, почитувани, ви благодарам што го следавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.